Благодарам. Сосема накратко, ова е вториот од делот апсурдни закони за кои што разговараме денеска, поднесен во ноември. Информација за енормното загадување на амбиенталниот воздух во Република Македонија, бидејќи е безпредметно во месец скоро јуни да разговараме на тема за информација за енормното загадување на воздухот во месец октомври, ноември и декември, а тоа ќе ни дојде брзо, јас би замолил до пратениците, затоа што Комисијата за транспорт и врски одржа јавна расправа на тема енормното загадување на амбиенталниот воздух во Република Македонија, на која што покрај представниците од Министерството за животна средина, представници од Владата на Република Македонија, од град Скопје, Канцеларија на председателот на Владата на Република Македонија и невладините се дискутираше и се донесоа одредени заклучоци. Во интерес на времето, да не ги читам, бидејќи се 34 заклучоци, би сакал да предложам да овие заклучоци бидат усвоени, бидат објавени на страната на сајтот на Собранието на Република Македонија и да добиеме повратно информации од сите институции по однос на одредени теми за тие што можеме да добиеме. Затоа што дел од заклучоците се за одредени институции да вратат повратно до месец март или до месец април. Тоа е завршена работа. Ама месец март и месец април ќе ни дојдат многу брзо, а повторно ќе ни дојде и загадувањето, кога повторно ќе треба да дискутираме на овие теми. Затоа би замолил, како заклучок од разгледувањето на надзорната расправа, и тоа е причината поради што и пратениците на ВМРО ДПМН не се пријавија да дискутираат по основ на ова, да ги усвоиме препораките кои што беа усвоени на комисијата и ги задолжиме одредените институции согласно заклучоците да постапат по нив со ревидирање на датите по кои што треба да постапуваат и побрзо да ги донесеме овие измени, се со цел да не ни се повторуваат она што ни се случуваше, односно загадувањето на воздухот, иако не верувам дека овие мерки драстично ќе влијаат по основ на тоа, доколку не се преземат одредени системски мерки кои што треба вие како владеачка структура и владата заедно да ги направат за подобрувањето на амбиенталниот воздух во Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, Лилјана Поповска.